Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Мира Атанасова, специјалист педијатар, актерот Тони Михајловски и Весна Коцевска, магистар по туризам. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 14 минути. Велам добро утро за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и сигурна сум дека ќе станете со нас до 11 часот, бидејќи имаме навистина убава екипа овде во студиото, убави разговори ќе направиме и ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание. Ово утро на другото водителско столче на најпознатата маса во етерот е Милена. Милена, добро утро. Колку убава најпознатата маса. Да, навистина сме веќе препознатливи. Добро утро Цице за тебе, добро утро за нашите гледачи и за нашите прекрасни гости со кои што веќе си ги начнавме дел од темите и веќе се смееме, се шегуваме, се надевам дека со таква позитивна енергија ќе продолжиме и понатаму. Да, ќе се потрудиме енергијата да остане, да ги представиме уште веднаш до мене Весна Коцевска, која што меѓу другото е магистар по туризам. Добро утро и добре ни дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро и добре најдов. Прв пат сте во Канал 5 и во Здраво Македонија, поводот е навистина прекрасен, но нема да откриваме одма. Добро. Да, се надам дека ќе ви биде пријатно и дека ќе направиме убави разговори со вас. Веднаш до вас ни е Тони Михајловски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Неодамна бевме ние во Македонскиот народен театар, снимавме за актерската школа Михајловски и сега сте ни вие во студиото. Па така е да ви вратиме гости, како се вида гости за. Одма ние пакет даваме две во едно. Прво ние доаѓаме по Тони. Да, имаме многу убави разговори кои што ќе ги направиме и со вас и ви благодариме за често да сте ова утро. Благодарам за поканата и да ви честитам за вакво рано, орно однесување. Извинете, тоа е за мене голем успех. Да, се надевам ќе се расоните. Милена направи убаво кафенце ова утро. Одлично кафенце. Го пробавте или уште не? Да. Одлично пробано веќе. Пробано. Драго ми е точно здравје, нека вие. Убаво е докторка, не? Да. Мора во етер убаво е. Не, веруј ми Милена, убаво е. Супер. Да, и веднаш до вас ни е доктор Мира Атанасова, која што е специјалист педијатар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на сите вас, добро утро на сите гледачи на Канал 5. Верувам убаво ќе поминеме. Секогаш имаме актуелности, да кажем, со педијатрите, нема да ги исплашиме гледачите, но ќе дадеме навистина убави совети и препораки кои што секогаш се добре дојдени од вас. Секако. Да. Најпрво да ве прашаме како ви почнуваат утрата и колку сте утренски луѓе. Тони кажа дека не баш. Мора. Морам. Влегува во улога. Не веќе почнеме од Весна. Да, и јас сум во клубот на Тони. Ако можам да си поспиам, ќе си поспиам на Савајле. Меѓутоа, најчесто поради работата морам рано да станувам и денот ми почнува рано и е долг ден. А и денешниот ден почнал рано, бидејќи доаѓате од Охрид? Да. Колку тргнавте, како патувавте? Во 5:30 веќе бев излезена од Охрид. Ого, а јас тогаш станав. Значи во нашиот тим сте денеска. Денеска, да. Во нашиот клуб. По потреба менувам клубови. Да. Тони? Па, вака сходно работата, понекогаш се случува да морам да станувам, нели, ако имаме рани снимања и тогаш Да. будењето знае да биде во 3, во 4, во 5, да. Меѓутоа кога не мора да се стане, јас се слагам дека Во 12. за мојот добар изглед се грижи од секојаш сонот и никој друг. Мислам, тој ми е потребен навистина, затоа што па навечер слабо спијам. Обично сум човек со инсомнија 3, 4, 5. Добри уметник сте, тоа за уметниците Па доста да, познато. ние твориме тогаш Творите, навечер, така кога е, сите да, спијат. си ги средувате мисли. Тогаш ние сме во создавање. Од Сабајле станувам сега, обврските ми се поинакви, еве да речеме денеска помалиот син го однесов, пошто постариот сам иде на работа. Го однесов на училиште, сопругата однесов на работа, дојдов овдека, дојдов дома, ги прошетав куќињата и Леле, сте сте завршиле за денес. Може вторник домашно да корисен, како се вика, да. Две бишончиња имам. преубаво. Да, и ете тоа ми беа обврските и дојдов на време 10 за се изненадив од Да, себе. точно. Точно 10. Јас Милена два пати ја прашав Тони дали дојде. Постои, знаеш како вика Докумано, муабе да те око да ти извадат, муабе да не ти извадат. Да, така е вика, боле око него муабе, тоа е метафорично. Така. Ја на времето многу доцнев и стварно сум легендарен по тоа. Дури го померив, пробите во театар почнуваа во 9 часот кога се вработив. Толку многу доцнев што пробите почнуваа во 11 часот, сега е некако компромисно во 10 часот почнуваа. Никој да не се лути.
Ете, успеав нешто во животот со мојата неодговорност во младоста, нели, да променам како термин, не ми беше јасно како во 9 часот треба да актер некој да создаде, да глуми нешто. Не можев, ја не можев да се разбудам едноставно. Така Иван ви честитам во уште еднаш да кажам, стварно треба навистина тоа е нешто ефорт, она како се вика. Да. Треба да се потруди човек. Добро, еве, јас сум природно ранобудник и пред да го работам. Ова така да не ми било проблем, да не сум била веројатно не би ни работела тука. А има што работат што не се ранобудници, а го работат. Например, јас, ама Еве, тие Те препозна. Никој да ми кажеше дека ќе работам во утринска некогаш и дека треба да станам во Дека ќе 5 станеш толку, немаш да. шанси. Ама за тоа во друга прилика кога јас ќе бидам гостинка. Ако доктор ќе имаме ова вече има врска, може да не прашате и вие нешто ако сакате. Ќе прашаме, Без проблем. ќе оставим под тема разно. Доктор, ке вашите утра. Моите утра се различни, зависно која смена сум. Педиатрите ние го наследивме оној поранешен модел. Една недела сме прва смена, втората недела сме втора смена. Така да и Оваа сте пациентите втора. го знаат тој распоред. Имам јас веб страна, известени се како сум или со смени. Ако сум дома, нормално, некои домашни обврски да се завршат околу ручекот, околу цвекињата, околу дворот. А секојаш на линија со пациентите и со директни 24 јавување од нив или со Вибер пораки, што е нормално за нас. Ние сме за нив барем достапни, знаете, да не речем 24/7 и мора така да биде. Кога звони телефон и навечер, свесни сте дека некој има мака. Да, сигурно ни ви става да ве праша како сте. Има Во проблем. ниедно време, Да, да. И Посебно вие кога мора да станува сте збор за доблесни дечиња. за да одговорите на тој позив. Кога сум втора смена, нели ќе ја истераме смената, навече кога ќе дојдам повторно пак имаме нели комуникација со пациентите. Утринските смени се можеби полесни за нас, пошто јас сум и ранобудна и седам и до доцна, што вели Тони, впрочем, ние некои ноќни птици сме изле, уште студентски денови. Така е. Вие сте учеле уметник, до ќе доцна. откриеме тоа нешто со фотографиите малку и уметник подоцна. сум и сите работи, знаеш, сакам да ги завршам на време, Да. а и да се помогне и на блиски, на роднини, на пријатели и така. Се надевам барем Тоа е рутина. дека имавте мирен викенд, дека се одморивте или не Па баш? ќе ви кажам и кај бев. Ајде. Бев во градот на Весна, значи бев во Охрид, нешто и приватно Заедно и да не службено. Не, ние синоќа се вративме со сопругот. Убаво поминавме Охрид е можеби Прекрасно. најубавиот град на светот, да не речам така За да мене е. задоволна сум. Да. Преполна е со туристи, иако доста ладно време беше во саботата, Сега тоа ќе Многу речем, ладно да. беше. Меѓутоа изненади тоа што туристи има многу, да не речам зборуваат на англиски, на турски, ќе чуете разни јазици. Веќе вчера беше по-добар ден, поубав со сонце и одма се осети Друга енергија. тоа, по-друга енергија, Да, така е. да. Охрид си Охрид. Да. Да, убав град, дај Боже да се грижиме малку повеќе како што заслужува. Така Не е. само Охрид, туку и другите градови, населени места и толку убави села имаме и таква природа, Точно. но некако како да другите подобро ја ценат. Кога Тони го спомена сонот, ќе се надоврзам на она што вие го знаете најдобро, тоа е спиењето кај децата. Многу Така е. мајки, ќе кажам, повеќе имаат проблеми да го фатат тој ритам или ред, Точно. па детето се будало неколку пати и затоа знам дека секогаш и навечер ќе кренете на телефон, бидејќи ни една мајка не се јавува за да ве слушне во 3 наутро, да речеме, нели, туку си има мака. Колку време е потребно да се фати тој еден ритам кај децата за спиење? Видете, секој дете е посебна приказна. Ние педиатрите сакаме да кажеме дека децата не се минијатура на возрастниот и тоа сите треба да знаат. Секој дете си има своји специфики, своји карактеристики, наследува имунитет, карактеристики од родителите. Меѓутоа, целата ситуација ќе ја одреди начинот на живот, надворешните околинските фактори, исхраната, сите други влијанија. Сега има деца спијачи, има деца не спијачи. На нив им треба стварно време тој ритам да им го погодиме, што се вели, се мачат многу родителите, дури знаат да кажат, доктор, ќе дајте бре нешто да го успиеме ова детецето. Да Знаете, ја запамче некој за да, нешто Бебите ја дајте. Нека и природно, ретко советуваме, верувајте, нели, и природни препарати. Сакаме таа рутина да си ја сите ускладат спрема нивното детенце, а знаете денеска сите родители се со обврски. Сите Телефоните се приоритет. Да, телефонот е приоритет. Некако и децата чувствуваат дека имаат потреба од внимание.
Нека се посвети малце повеќе внимание навечер кога детето треба да заспие без оглед на возраста. Нека се нишка малце, нека биде во пристојна топла просторија, малку затемнато светлото. На поголемките деца треба да им разкажеме и приказна, Милена знае добро. омилените приказни сликовници, тоа Сите методи се пробани. Многу пати, направиме извинете, амбиент, да, јас сум полесно заспивала заспијат. пред по старата ќерка и тоа ми си ма случува. Точно, има такви ситуации. Кога родителот ќе рече, јас задремав, заспав, а детето ме ме тресе и вика, јас греши приказната. Да. Кажуваш нешто што не треба и така. Тоа што ја знае на памет. Се знаат на памет. Треба да се смени, Ја да. па намерно им ги менував, му ги менував приказните. Па софтверите поинаку. Да биде поинтересно, нели? Да. Да. Тоа не вие немате Па таков имаше проблем, жената не можеше да заспие пошто се смееше на приказната. Леле. Ама ова што се слагам со докторкава, некако трчајќи по кариера, по пари, по не знам по што, по успех, по пронаоѓање на себе си, по чија семиња и алоe вери И авокадо. слични фитнес теретани и такви работи, не знам каде, некако децата ги оставивме на раскрсница, бар такво чувство имам. Сега да не бидам многу темен, нели, Добро. наутро е. Но е реално. И они сами се снаоѓаат. А снаоѓањето сами е да гледа во технологијата која му е понудена и тоа да му го пополни и родителот и местото за играње и она што не може да се пополни со телефон, мислам, никако. Мислам, но тоа е пак новото живење. Децата се копија на нас, не во смисла да личат на нас, него гледаат, не копираат тоа што правиме, како и животните. Да. Ке види што треба да се јаде, што Се не треба да се разбира. јаде. Сунгери сте децата, јас се Така и ние спиваат се. тој показател им го немаме некако и мислам дека денешниве деца баш онака се како се вика обземени со технолошкиот напредок. Да. Тоа секако во иднина ќе биде уште поголемо, Така е. ќе има холограми тука место е. гости нема. Се поголем замав се зема, апсолутно, да. Меѓутоа она врска помеѓу родител и дете некако како да е изгубена сега. И од тука мислам дека и сонот кај децата е изгубен. Точно. Порано имаше, поентата ми беше детето 8 саат, 7 и 15. знаеше, цртани од филм. Цртани од филм, Гледаме. вестите малце така и 8 саат крај. Сега више така. го немаме тој ритам. Да. Така да јас сум повеќе за она да се врати некој старински начин, условно кажано старински, Па некои демоде, поинакви old вредности. school што го викаат клинците денеска, така е. затоа што од тоа само бенефити сме имале. Сега ја можеби не сум најдобриот пример од мојата генерација дека сонот добро влијае на човекот, меѓутоа генерално кога ќе видиш како она, стварно имаше нешто некаков другачи импакт, другачи ред. Сега тоа е изменато. Па сега до каде ќе оди, мене ми е интересно вака. Чекаме да видиме. Двомилениумец сум. Адивме 2 милениума. Така, да, не? да. Од кога ќе им кажеме дека сум постар од интернетот. Звучи Што страшно. значи тоа? А што значи тоа? Па тоа викам значи дека у моје време немав интернет. Да. А одговорот е по цел ден. Или малку исклучен. Интересно. Весна, вие сте млада мајка исто така. Имате нешто што да дополните на тема? Па да, ево и ние киркичката е веќе 9 години, а до неодамна со приказни се заспивавме. Сопругот читаше, јас раскажував и дури постариот и синот, кој сега има 15 години, тој сака да ги слуша приказните. Посебно си имаме некои наши приказни и сопругот вика мора да направиме детска книга со овие приказни. А Мила, керката може да ги нацрта. Да. Нешто како детски стрип, како Ето, идеја. баш убаво. Да, сопругот е писател, а исто и стрипови, сценарија стрипови пишува. Следен гостинете веќе знам. Супер, ето. Извинете, мала дигресија. Датуми слободни кои се. Зашо можете на еден трошок вака треба дваца да пацет. Два пати на автор. Да си ги поделиме две емисии пополнети па како. Па баш сега на Сајмон на книга и новата новела му излезе. Одлично. Да. Ета, гратис Така. промоција и за мене. Ето, да. Да. А ќе продолжиме со вас, она што го споменавме на самиот почеток поводот за кој што сте ни тука. Освоивте награда за најдобар травел инфлуенсер од регионот на престижниот регионален самит за социјални медиуми. Како се станува најпрво најдобар травел инфлуенсер и што воопшто значи тоа? Всушност бев најдобар од Македонија. Од Македонија, да, така е. Од Македонија, бев во топ 5 во регионот. Искрено јас бев изненадена кога ми сконтактира. Мислам, не сум изненадена дека ми е квалитетна содржината, затоа што стварно се трудам со години да имам и конзистентност и содржини кои публиката ги сака. А искрено најмногу ги сака содржините од Македонија. Каде и да патувам нема толку ефект ако е нешто, некое село, црква или било што од Македонија. Да.
Да, имаме и некои фотографии баш од самитот. Самитот беше навистина прекрасно искуство, многу убаво организиран, сите панелисти беа врвно избрани, сите врвни експерти од струката. И една од темите беше за вештачката интелигенција, Се разбира. во денешно време нормално. Да. Имаш и работи кои можевме да ги научиме, не само да се споделат. Изборот го правеше Хрватска агенција за маркетинг, која е специализирана за инфлуенсер маркетинг и аналитика, со тоа што во предвид се земале содржините, растот на профилот, engagement, нели она Колку следбеници интеракција. имате? Тоа е многу важно. Моментално 43.000 О, браво. Тоа е сериозна бројка за кај нас. За мене е недостижна. Тоа не можеш да колку знаеш. имате? 14. 14. Да, па добро. Докторка, вие немате социјални медиуми, не можевме да ве најдеме. Добро. Вие тоа немате поинакво влијание, нема никој од 7 до 77 што не ве знае, мислам вие Дефинитивно. Тони Михајловски, така да. Ево, еден совет, рилс со скечовите. Одма ќе направи бум профилот. Еве тука синот ваш ќе го поздравиме. Значи какви видеа прави, и јас не можам да се мојто е син на мајка. Да, така му е подписот на социјалните мрежи. Не, он добро, он си растура, он стигна до 100 и нешто милиони. Стварно? Браво. Видео да има гледаност на Гледаност, видео. Да, виус. 107 или 170. Добро, тоа е многу за нашето Одлично. поднебие. Да, Да, вирално отишло, Ама да не ја речам. не го разбирам тоа. Стварно, јас сум Facebook old school таму, нели, тоа беше меѓутоа и тоа некако. Сега Инстаграмот е многу почист од Фејсбукот. Фејсбукот е многу токсифициран. Зато Така вие да вчера Да. не ја споделивте најавата од Канал 5, уствари на Инстаграм. Не, мислам, Не знаеш што не знам ништо. а Жена може- ми вика, може да «Те сега да тагнале, проверите». Зашто не си го шернала? Епа Те тоа. тагнале луѓето. Па викам Треба да се шерни го. сподели. Тоа Ето ги така. сподели го. Да, шерни го, да, сподели. Добро, Инстаграмот нуди и позабавна содржина. Фејсбукот за жал многу се злоупотребува последниве Многу десетина години. исполитизиран, таму Многу треба. политика. Таму е за филозофирање, таму Да, за да. ставови. Таму се сите за експерти, чаршаф да. и пишување по 10 страници. Не, искрено и мене кога да ми оди вирал некое видео, вирално, значи одма доаѓа ти од Facebook и Да. коментираат. Да, они се научени Значи, да. одма некоја негативност, Да, нешто да зваа. Ваму на порастеретени се на Инстаграм и очигледно дека треба да се префрлиме сите на Инстаграм. Да, има позитивни, Апел да има и таму нешто што им пречи на некој Купете нели, карти но за Инстаграм. Има и позитивни работи, барем таму јас повеќе се смеам отколку на Фејсбук за жал. Во Да, последно не, време. нема на Фејсбук, тоа стана стварно токсично, така да овој Инстаграмот е супер. Треба да видите докторка, интересно е тоа. Да. Отвориме Вие така така споделите. сега. Ме молат синот, керката знаат, ама јас пружам отпор, бидејќи немам и време за тие работи, верувајте. Имате многу хобија кои што многу би Имам станале многу популарни хобија, на да, социјалните мрежи. И пациентите ми се секош на прво место. Добро, тоа да. Гледам да сум Се разбира. достапна Можете таму и да со споделувате сите. совети. Да, Инстаграмот Точно, може да. да ви помогне. Па, се трудам и да им веб помогне страната на да пациентите, функционира. на вас, Да. на вас ќе ви одземе време. Веб Реално, страната да. има и текстови кои што сум ги поставила за да полесно се снајдат младите мајки. Меѓутоа што велите Инстаграмот, еве ве слушам доста добри работи кажувате. Може би ќе се предомислам. Ние ќе ги споделуваме верувајте, идејата. Нема, не е како Фејсбукот таков, Така, да, така. нема, тоа е повеќе. Еве, например, може прва тема, знаете што да ви биде? Зошто оваа година од декември и можеби од ноември децава не оздраве. Значи, порано било. Декември, януари, февруари, јас сите деца се болни. Еве го јуни ќе дојде. Што Еве е таман може да работата? ни одговорите, ние ќе го извадиме тоа Да. како рил и ќе ви пратиме колаборација. Зошто вируси, настинки, зошто имунитетот како да не успеваме да го кренеме на највисоко можно ниво? Ајде малце ќе се вратам назад, нели ковидот сите не измачи овие неколку години. Јас сметам да и педиатри, и општи, и сите колеги, ќе ги пофалам дека стварно добро менаџеравме ковид, Да. иако бевме останати и оставени сами на себе. Верувате, у старт сите некако бевме оптеретени со тоа како ќе помогнеме, дали ќе знаеме да помогнеме, нова болест, нов вирус, знаете информација од секаде. Знаевме да откраднеме и ние во наводници као лекари нешто и од страна. Сметам дека добро изменаџеравме ковид, иако не сакам да ги коментирам и последиците и се што се случуваше. Меѓутоа, Милена е во право, па некоја мало затишје имавме со ковидот.
веќе и не го зборуваме, иако верувате имаме ковид позитивни пациенти, не ги тераме нели луѓето да се тестираат, меѓутоа симптоматологијата е таа, нема дискусија. Кога некој сите симптоми ќе ви ги каже и на крај ќе излезе дека он нема ни мирис ни вкус, тие симптоми ги немаат другите нели вирусни инфекции, меѓутоа во право сте дека сметам дека од нова година наваму имаше една таква форма на грип. Ние сите, верувате, ги стававме во исти кош сите тие диагнози. И ако не се фалам дека доста од нив јас си ги докажав и стручно, и лабораториски, и со аври тестот, или е тип Б, или е тип А. Иако типот А по-доминантен беше годинава. Меѓутоа, толку долго траеше клиничката слика, не само кај возрастните, туку и кај децата, да просто бевме ставени во ситуација да едноставно мораме добро да изменаџираме, да не заврши дете во болница. Вие знаете, Козле, болницата, нели, клиниката Козле беше преполна, детска клиника преполна, инфективна преполна. Буквално неколку месеци, да не речем еве до 1 мај, ние се боревме со целата таа ситуација. Долга клиничка слика, невообичаена. Немавме многу ние извори на информација од заводите за јавно здравје. Они знаете, ќе ни го испорачат нас резултатот, меѓутоа ние сме на прва одбранбена линија, ние сме тие што даваме совет што да се прави, а верувате, голем мобинг трпиме од пациентите затоа што за секој детенце со температура, со кашлица, родителот веднаш бара антибиотик. Значи ние сме тие што треба да седнеме, да ги убедиме родителите да не го барат антибиотикот, затоа што нити за грип, нити за ковид, за аденовирози нема да помогне антибиотикот. Ние имаме ретки ситуации кога ќе се искомплицира болеста, кога имаме и верификација дека има бактериска инфекција со тие лабораториски параметри, па и клиниката кај детето, да сугерираме нели таква терапија. Тука многу се сугерираше витаминотерапија, одмор, хидрацијата кај децата е многу битно, типа дехидратацијата е нашто најмногу не засека као педиатри, верувам исто и за возрастен дехидриран пациент се знае дека пак ќе заврши на клиника. И цело време го зборуваме, хидрирањето на децата дома, мора секој електролити да чува, мора секој дома за децата да има и пробиотик, да има и парацетамол, или најосновна аптека да има дома. И верувате, многу тешко истеравме. Многу тешко, овие неколку месеци од нова година ева до мајот. Времето е се уште променливо, се провлекуваат уште и вирузи и настинки. По градинките ја имам дечиња кои што ми доаѓаат во моментов и со варичела, крупната сипаница, знаете, и нема годишно време што веќе нели нема некој тајминг. Коксаки вирузи имаме доста кај градинките, вообичаените вирусни инфекции си ги имаме. Дете со растечната носе, кива, кашла. Меѓутоа должни сме да и тоа добро го изменаџираме, те верувате, многу мобинг трпиме. Дајте антибиотик, детето кашла. Дајте антибиотик, детето има растечнат нос. Мора некои работи да разграничиме со родителите. Ми смета лично, не само на мене, на сите педиатри, затоа што родителите сами влегуваат во лабораторија, не чекаат налог од нас. Тоа верувате, од друга држава не функционира. Вие не може од друга држава сами да одите во лабораторија да барате наводи. Не. Секогаш ја бараме грешката во системот, а не тргаме од нас. Анализите си ги прават самите родители и да искоментирам дека сами го читаат резултатот. Сами не требате на социјалните. Ама он има Google докторка денеска што. Да, меѓутоа не може вие цифрите што ги читате, што ги дала лабораторијата, да си ставите диагноза на вашето дете. Саркастичен сум секако. Точно. И не ставате во една ситуација да буквално се објаснуваме со родителите дека нас не ни е битен листот. Значи листот нас не ни е битен многу, клиничката слика на детето е битна. Јас имам пред себе дете што има и 39 со 5 температура, па трча во ординација, игра, играчките, весело расположено. Да, а листот покажува дека детенцето има малце леукоцити покачани, благо покачано ЦРП, тоа ЦРП фамозно, нонстоп го коментираме со родителите, да не го сметат дека е параметар што докажува бактериска инфекција. Напротив, ЦРП-то нас дека има воспаление некакво, така помага, точно, има некој воспалителен процес. Јас сум имала доенчења и мали дечења што имали и 100 ЦРП и над 100, меѓутоа клиниката покажува дека не треба да добија тоа дете антибиотик. Мирни му се параметрите на таа бела крвна лоза што ја гледаме. Се разбираме со родителите, не слушаат доста од родителите и
успешно успеваме за 5 до 7 дена, верувате, вирусните инфекции кај децата се само ограничувачки, само лимитирачки се. Ќе помине вирозата за 5 до 7 дена. Кај некој ќе има побурна клиничка слика, кај некој поблага, меѓутоа до 7-миот ден детето веќе се добило различни. и битката ја добило и војната што велиме со вирусот. Тони, ќе продолжиме со вас. Дали ќе се кандидирате за градоначалник и зошто не? Не се шегувам. Се шегувам. Планирам на Карпош сега. Шегувам, може да одговорите на Карпош. На Карпош тука гледам некој вакуум се случува. А јас само што извадив нова лична карта, скопска. Па како да фала да ми се врати париска да се извади. Сакам да зборувам за Како да актерството. подновиш нова лична карта ако не сум кандидатура за градоначалник? Сакам да ме прашам како ја доживеавте адаптацијата на класичната драма 12 дневни луѓе за македонската сцена. И зошто оваа представа е толку популарна? Можеби најпопуларна во моментот. Заради кастингот. Најверојатно кастингот е тоа затоа што истата представа 12 се правела и во Куманово. Ја не знаев за тоа. Ја режирал, нека не ми се налути некој. Во Куманово? Да, во Куманово. Сега таму немале 12 мажи и некои жени играле, што е некако менување на концептот, нели? Одлично помина представата, најверојатно кастингот, се мислам дека нема друго. Да. Звучните имиња внатре што се ставени, односно Веројатно сите звучни имиња кај нас. Јура Паркот, Да не се навреди да, никој. динозаврите внатре. Тоа види, ја тоа стално кажував, за 4 години тројца кидат у пензија од таму, еден имаме више пензионер, Нино, улета го менја Сенко. Значи веќе почна таа да се распаѓа на кај пензија. Така да тоа е представата со која што најверојатно ете ќе отидеме у пензија за 6-7 години. Па дај Боже. Поголемиот дел од Зошто да екипата. не? Ама глумците немаат пензија. Така? Немаат. Глумците глумат Емил цел игра се уште е Па така, да. нема пензија. Добро, ма и за Само самата да- тема во представата исто секогаш актуелна. Да, само како се вика Господа ти даде телото и мозокот да ти функционираат, што значи многу алкохол, многу цигари, многу Верем тоа е рецептот, извинете, вака да сум. И многу спиење. Се шегувам. Се разбира, се разбира. И спиење, до 2-3 по Да, 2. спиењето обавезно, тоа не го забораваме. Ме интересира кој е највпечатливиот фидбек од некој од публиката кој што сте го добиле за оваа представа, кој што баш онака го опишал како гледач тоа што вие го правите. Веќе има што ја гледаат по 3-4 пати и реагираат Стварно? ја знаат На памет. веќе представата. Мене стално ме фасцинираат оние прескокнувања, не би сакал погрешно да бидам, која реагираат. Аха, да, како не. Мене тие од сегаш ми биле фасцинантни. Неможноста, нели, да ја дигнеш рачната до толку, да кажеш, окей, ова е театар, ова не е. Па не може не во е Македонија. реалност. Меѓутоа, тие ми се, да, многу луѓе доаѓаат по 2-3 пати да ја гледат, да заради промената на аглите на гледање, нели, има на публика, си ја гледала представата? Морам да признам дека се уште не. Цела екипа. Значи, Милена, Ние сакавме на тимбилдинг да дојдеме на емисијата. сериозно, ако ви требаат Ја чекаме карти, Елена да јавете се. Да, интересна представа. Би ти препорачал да изгледаш? Да, се разбира дека Сериозно. сакам да изгледам. Знам дека нема карти, за тоа и се шегував Епа сега така кој да? изреагира вака. Меѓутоа сте требале да имате пријатели по театри, бе. Ние не сме од тие. Ние не сме од тие. Ние не сакаме да Ај, бараме па вие до врски, година ќе затоа си ја што гледате. да збориме од Сабајле, не барите врски, а ние Да. го сме првите Се тој што го разбира. правиме тоа. Рано станувате и не ви идете у театар да спивате. Нас ни е доцна веќе тако имам Ако Сабајле има некој. Сабајле некоја представа, кажете ќе Да, да дојдеме. заспивате на представа. Не само во театар Нема. за деца и млади, за таму сме само. Да. Па таман после ова и Може да. Инаку пред да продолжиме со Весна, доктор, пред да почнеме, кажавте дека сакате некоја реплика да кажете од Да. предходно. Ако дозволи Тони, ќе го изимитирам. Тони едва чека. Да. Поклонете се и почнете. Јас сум го гледала неколку пати филмот Балкан Кан. Баба Зумбула беше интересен лик, нели? Да. Меѓутоа Тони беше феноменален. Кога затропа на вратата и го бара Трендафил и вели Трендафил дома е. Дома е. Браво. Браво. Тоа заслужува аплауз. Реално може. Одлично. Супер. Вас не ве прашувам за реплика. Или како сакате?
Колку па вие доволно. често одите во театар и што се случува со Домот на култура во Охрид? За жал моментално нема некоја програма. Добра. Би Се така сакале подобна ево некоја нека може да дојде и вашата Да, представа. Да, тоа е парадокс, мислам. И- Град што има амфитеатар, што значи театар од да не Да. зборувам од кога, сега стигнува до фаза дека нема театар, тоа е малку. Нема ништо, да. Да се надеваме ќе се страшно. смени што побрзо. И да ти избори Затоа- многу ветувања, да. ќе видиме што ќе се Јас реализира. чекам, извинете да не ве сеќам, јас чекам 35 години да се смени. Не се смени, а ако се надеват, мислам дека се надеваат луѓето, меѓутоа до сега Ништо требаше во Охрид да има велелепен театар, Да. затоа што впрочем го има и Охридско лето, најпрестижниот фестивал Така е. во Македонија кој не става на една друга мапа. Не е тоа локален фестивал, нели разбира. некој за нас, така да извинете што се. Така слободно. Но мојата жал за Охрид е навистина исто голема. Голема, да. Да, а реално кога и да има представа, салата е полна. Преполна, значи, како? и нема ни карти. И да секогаш која би била, иде, па сигурно. А охридската публика секогаш ја сврствам во една од постручните публики, затоа што на лето има пресек на светски случувања во културата. Од концерти, од изложби, од театри, од такви работи, така да Охрид навистина преку лето добива информации кои што дури ние во Скопје не ги добиваме, Така. да не збориме за Куманово, Битола, Гевгелија, Прилеп, Струмица и такви Да. работи. Значи таа една, затоа во Охрид секогаш има и тој амфитеатар најверојатно докажува колкава е театарската традиција во Охрид. Да. Таков амфитеатар во Куманово не сум видел, ево и во Скопје не сум видел. Па да. Ама зато универзална сала имаме. Таква имаме, стои уште. Значи мислам дека она што на Охрид сигурно би му било преку потребно една убава театарска сала, односно театар. Еден апел до По сите теркови. градоначалникот Пецаков. Да. Да. Како гледате на туристичката понуда во Македонија, што ни недостасува и што треба да се подобри? стратегија. Некако во последниве години навистина бележиме голем развој. Пред пандемијата, па и после пандемијава. Ево баш во саботата имавме и првиот чартер лет од Холандија. Холандските туристи ни се најбројни, со нив и работа меѓу другите. Се вратија. Да. Интересно е што Македонија е една од традиционалните дестинации за холандски туристи, а сето тоа почнало со книга. Книга на холандски писател кој што бил во Охрид и ги опишал местата, па така холандските туристи почнуваат да доаѓаат, да ги видат тие места. И сега таа традиција е обновена во последниве 15 години веќе. Но она што на некој начин се сгреши е што повеќе се работеше и се работи на масовен туризам. Нас не ни треба масовен туризам, ни треба одржлив туризам. Повеќе се развива руралниот, екотуризам, да го сочуваме она што го имаме. А масовниот туризам, колку што има и позитивни, има и многу и негативни страни. Меѓу другото и баш уништување на тоа културно наследство, оштетување и така натаму. Значи, треба баш да се насочиме повеќе на она што е поретко во другите земји, а Македонија може да биде препознатлива по тоа. И колку сме далеку од тоа? Па не сме многу далеку, само се направат правилните чекори. Да, само треба навистина да се работи. Да, веќе има и таква понуда, значи се носат и туристите на такви екскурзии, не само джип сафари на планините во националните паркови, него и баш она да се осети македонското гостопримство, да се проба домашна храна, домашни пијалоци, значи работи кои што се поретки на другите, посебно европски дестинации. Имаме уште многу малку време. Едно кратко прашање, бидејќи после ќе го продолжиме одговорот, само да го започнеме, бидејќи со вашата работа истражувате многу места во Македонија, многумина не ни слушнале за некој од нив, па кои се местата кои што вие ги препорачувате? Долга е листата. Добро, да почнеме. Вака, од повеќе познатите места, мене Светина ми е секогаш на прво место. Затоа што е навистина мастерпис. Значи, комбинацијата на природата и она што човекот го создале совршено место. И има многу места, ево, например, не толку комерцијализирани, да речам. Извикано. Извикано. И места кои македонци не ги посетили, не ни слушнале. Например, Лесновските воденичарски пештери, Лесновскиот манастир и пештерите. Исто пешна пештерата. Значи имаме толку природни богатства, водопадите пак колку толку ни се попознати, ги посетуваат луѓето. А сите тие места се лесно пристапни. Тоа е најинтересното. Ево, например, Пешна има најголем отвор на Балканот, а има уредена буквално
паркирате уредена патека, но 5 до 10 минути и вие сте вау. Нема проблем Значи, за да го посетите. Да, сигурно има и многу такви други места Има, за кои ето, што и ќе Кукрица, баш ја зборуваме спомнавме, по да. рекламите. Мораме да направиме кратка пауза, да се освежиме со продуктите кои што ги имаме од нашите пријатели од Стокомак и веднаш потоа се враќаме во студио.